Тука негде рачунаме за канта до 17 или 18 сирење. Посебна боја имаат ли на главата или не? Обавезно, тоа е традицијата на овцата, каристиката мора да е црно коле очите или кафено или мора да има боја. Ако нема боја не е овче пока. Да, коле главата, да. А може и некој. Претежно главата е така. Имате ли јагниња сега исто за да може? Имаме. Кај вас кој сака може праменка? Може во секој момент. Да, од Штип. Лично наше матично стадо го чуваме со години, генерации. Тоа ние од дедовци, прадедовци. И мислиме да го чуваме подолго време. Праменката, таа е автохтона раса од 4 век, стара македонска раса. Сакавме таа да ја зачуваме и да ја преселиме, таа е овче полски сој, да ја преселиме во западниот дел, во Бродскиот, Поречкиот регион, што највише одговараше на овие услови на планинскиот предел што го имаме тука. Па во почетокот ова уште сне рано, затоа што ние пред 2 години го почнавме целиот овој, да речам, бизнис од Факултетот за земјоделски науки, кои се консултанти во нашиот проект, ни посочија дека првата година да не ги пуштаме да се парат. Значи немаме многу јагниња, меѓутоа од втората година натака више ќе имаме многу повише, така ќе има повише и приход, повише и можеме да го зголемуваме стадото. Па сирењето се тек почнаме нешто да правиме, натака ќе во тек сне изградба на современа мандра по сите хасап стандарди што се треба да земеме употребна дозвола и после да можеме исто да го пласираме. Меѓутоа радува фактот што многу има побарувачка, дури и од надвор од нашите граници се интересираат луѓе. Парат понуди од Хрватска, од Германија, од Холандија и од Италија имавме више. Природата сета своја убавина тука ја распослала, многу чиста клима, чист воздух, природна вода, и ја има во изобилство, на секој 100-200 метри има некое долче. Потоа билниот состав е многу добар, истото го потврдија и од инспекторите за сертификат на органско производство, кои нема дилеми од првиот момент, од првата година више и дадоа сертификат за органско производство. Пласманот не е проблем на сирењето, мислам се бара млеко, се бара сирење, пласманот го продаваме, имаме преку, нели, пошто нема ни една фарма уште употребна дозвола за мандрите, се продава по роднини, пријатели, нели, овака, на мало по ресторанчиња, така да не е проблем пласманот, цена релативно има добра, значи тој дел не е проблем. Јагнињава годинава супер се продадоа, цена од 180-170 денари, некаде постигна дури 200 денари по килограм жива мера. Иначе да напоменам дека месото од оваа раса, нели, од јагнињата и од овците е доста вкусно, така, без многу мирис, она да се осети. И македонскиот народ и потрошувачите има доста традиционална навика за користење на месото како производ. Сите фарми имаат свој регистерски број одгледувачки, ова што спомнав, организација на одгледувачи, значи одгледувачка организација, овие 4-5 фарми што ги спомнав, се здружуваат и прават една организација која заеднички ќе вршат селекција, размена на генетски потенцијал, обуки на персоналот, значи на мандраџиите и на крај, нели, да произведеме едно типско сирење. Иначе да напоменам дека припремаме програми, нели, за користење на ИПАР, пари, не знам која е точно ставка, точка, за агроеколошки мерки, така се надаме ако се успееме да припремаме следнава година некаде мај, април би аплицирале за тие мерки и како здружение, нели, заеднички и како фарми поединечно, затоа што секоја фарма има свој регистерски одгледувачки број. Сите грла на овци се обележани, за нив се водат, нели, матични книги, не се уште сите упишани во матичните, ама веќе поголем дел се евидентирани, напишани, така да во тој дел и се надаме дека ќе ги постигнеме тие европски стандарди што се бараат од нас, да ги евидентираме и да можеме да аплицираме за тие европски субвенции. И да заживее и овој крај. Тоа ни е едно од целите, нели, сето ова е ревитализација на крајот, што мислам ние за година и пол-две овдека што работиме, помагаме, посебно Горио Крушје доста се осети тамо, и пат се изгради, така се враќаат луѓе, размислуваат, купуваат јагниња, купуваат сирење, доаѓаат да пробаат млеко и мислам полека се чувствува едно чувство на заживување на крајот
И овие две фарми исто тука што се во Локвичкиот регион, значи и тие ќе допринесат и оваа село да се врати својот живот. Значи во планот нели за натака маркетинг планот е предвидено да се произведат повеќе типови нели на традиционални сирења, кашкавал исто е предвиден да се произведува. Да спомнам дека покрај тука нели е планирано и повеќе да се развива и тој аграрен туризам, значи работа на фарма, снабдување со органски производи од овие домашни нели праменки, исто органското производство што од ден на ден се поголем замав зема и потрошувачите поради грижата за своето здравје, значи бараат се поздрава храна, така што и животот го едноставно прави поквалитетен. Општината има своја иницијатива за развој на селскиот туризам, посебно за развој на сточарството, бидејќи овој крај е познат по сточарството и сакам да нагласам дека до 60-тите години во овој крај опстојувале околу 400.000 грла овци, а во овој момент има околу 5.000, со тенденција овој број да се зголемува и од ден на ден се зголемува, така денес имаме прилика да видиме едно такво семејство бизнисмени кои се вратија од Скопје повратници во селото Горно Крушје, каде обстојуваат околу 1000 грла овци и тоа автохтона раса праменка, која со векови обстојувала на овој крај и една од овците која може да вирее на овој крај, одговара и средината и пасиштата, значи има природна храна за развој на сточарството во овој крај. Многу туристи бараат нешто автентично или оној така наречен алтернативен туризам, каде што сакаат и да се вклучат и самите во работата, нели, во процесот на она што со што се занимаваат овдека земјоделците, па и да берат лековити билки, печурки, исто овој крај е познат. Колку на тој сегмент се работи за привлекување не само на странски, но и на домашни туристи? На тој план прво работиме на едукација на нашите семејства, бидејќи имаме на нашата територија околу 51 населено место и, како што кажав, ги едуцираме семејствата се со цел да се оспособат да ги придобијат овие туристи. Тоа е пример, јас го применувам како што се применува во Република Србија, да доаѓаат странци, производство на сирење, припрема на пити, све што е од нашиот крај приоритет. Костенот исто така? Костенот си имаме и костенова манифестација, која во октомври се одржува, доби меѓународен карактер, така да имаме премногу услови за развој на селскиот туризам и тоа е иднината за нашата општина Македонски Брод, со што ќе добијат многу семејства и свој вработувања и екзистенција за самите себе. Глобалниот еколошки фонд има 4 централни области: биолошка разновидност, меѓународни води, климатски промени и неразградливи органски загадувачи. Тука се спаѓа и деградација на земјиште или опустинување. Конкретно проектов, за кој што сме тука, спаѓа во централната област биолошка разновидност и оперативната програма е агробиолошка разновидност. Значи, од аспект на земјоделие се работи за заштита на видот праменка, овца праменка, кој што е редок во Македонија. Со тоа им помагаме на невладините организации да го набават овој вид, кој што се уште постои во Македонија. И ова е проект успешно реплициран од првиот проект во 2006 година во близина односно на територија на општина Ранковце. И како успешен проект го реплициравме, односно невладините здруженија се јавија од две места, од Пехчево и од Македонски Брод, Горно Крушје, да се јават да реплицираат истиот проект, што значи тој е успешен, дава резултати, бројот се зголемува на овци, на видови, ќе остани, нема да се загуби, а од друга страна невладините здруженија можат да имат приход, нови вработувања, чувствуваат способност дека можат сами нешто да направат за себе и прават нешто за себе, а имат и приходи, значи има и одржливост, нема потреба по тоа да зависат, а колку што слушам имат основа да се пријават преку задругите и до фондовите од Европската унија, што значи дека успехот на ГЕФ во тоа да тие обстојуваат сами и се зголемуваат сами. За праменка знаете она другите краишта да се раши. Во другите краишта на Македонија не секаде таа била присутна, иако Македонија, како што ми кажале на времето, имало
милиони може број на овци. Да. Сега се намалени, настојуваме да го зголемиме истиот, значи посебно праменката да се зачува. Се јавуваат и од други места. Од наесен се најавија неколку здруженија кои што го виделе овој проект и другите два и најавуваат потреба или желба истото ако може во другите делови на Македонија. Ние работиме и на заштита на кравата буша, имаме два проекти кои исто скоро измелезена или изгубена, така да тие два вида на стока кои се разбирливи за луѓето, кои што ги имале и знаат дека може да работат, се јавуваат и имаат желба за истиот да се зголеми во периодот од 2011 до 2014. Исто така и растителниот вид, како што се загрозени некои видови на овошје. Да, растителниот вид имаме проекти за стара сорта на јаболко и на круша, се најавуваат за сливата, која што во институтот е исчистена од вирус, затоа што беше заболена црната слива во Делчевскиот регион, значи таа може да се врати пак. Со тоа исто се спаѓа во агробиодиверзитет, се зачувува видот, а локалното население има свој приход од него. Значи сите целосниот дел на одржливоста е застапен социјален, економски и еколошки. Иницијално проектите имаат своја сума, одредена сума. Максималниот износ е $50,000 кој што ГЕФ може да го даде како финансиска поддршка, но секогаш треба да потсетам дека постои кофинансирање од истиот износ од 50%. Во случајов овде како одеше проектот, тоа кофинансирање се зголеми од страна на учесниците, затоа што видува дека е успешно и рекоа и се договорија сами дека тие ќе продолжат да инвестират во него, така да верувам дека сума на целиот проект ќе достигне на крајот во споредба со почетокот и над $50,000. Ќе го знаеме крајот кога се приближува крајот, преку извештаите ќе имаме и ние точна сума и тие за нив, а исто така ќе го објавиме тоа на нашата веб страница, така дека ќе можат и други да имат увид да видат како се започнува и како дека ако е нешто добро и дава резултати, се има желба и мотивација и дека истото тоа ќе им поможи. Помогнавме во изградбата на патот кој што го направија лани, исто така во соработка со македонски шуми, затоа што тие им помогна да им дозволија како и каде да се трасира, така да инвестирав ние дел во изградбата на патот, можеби поголемиот дел, но без желба и учество на луѓето од невладината организација, ова не ќе беше изводливо.